Добро утро, почитувани гледачи, добро ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Црниот дроб е орган кој што работи тивко, централна лабораторија со над 500 функции и огромна улога за нашето здравје. Ако го поддржиме со здрави навики, правилна исхрана, може долго време да функционира без проблем. Но современиот начин на живот со брза храна, процесирана храна, алкохол, лекови, стрес, недоволна физичка активност можат значително да го оптеретат. Затоа се повеќе се зборува за детоксикација на црниот дроб. Како да ја постигнеме и како да направиме еден добар баланс кој што секојдневно ќе значи добра поддршка на црниот дроб и на комплетно целиот наш организам. Како да го постигнеме сето тоа преку правилна исхрана, добра хидратација и доволна физичка активност. На оваа тема утрово разговараме со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист од Нутри-М. Добро утро, Емилија, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро, благодарам за поканата и секогаш оваа актуелна тема, бидејќи, како што споменавте, црниот дроб представува хемиска лабораторија на целиот организам и се случуваат непречено сите функции, како во процесот на метаболизмот на протеините, на мастите, на јаглехидратите, производството на жолчка, па дури одржување на имунитетот, а и воедно па оние луѓе кои што се љубители на процесирана храна, се почесто, тоа е конзумацијата на алкохол, па дури екзогените фактори дополнително и ја оптеретуваат јетрата и навистина треба да имаме една избалансирана и еден исхрана, избалансиран начин на живот со цел да не ја оптеретуваме толку. Така. Црниот дроб, велате, тивок орган, многу трпи, многу добро работи, ама се до моментот додека навистина не го оптеретиме. Не сме свесни некогаш преку начинот на живот, начинот на исхрана, дека му даваме дополнителен товар. Добрата страна е што може да се обнови, односно сето она што го компензирал дотогаш, ако мали промени и навики направиме во здрав животен стил, ќе му помогнеме да си се врати на првобитната состојба. Неговата задача е огромна, има безброј функции кои што навистина постојано функционираат и работат, бидејќи тој навистина се оптеретува секојдневно, бидејќи не секој и не секогаш се случува да ние организмот внесуваме све што треба, па дури и воздухот што го дишеме дополнително има процес и влијае во процесот на отежнување на функцијата на црниот дроб. Па така ќе споменам дека улогата на црниот дроб е тивко, значи постојано работи во процесот, како што споменав, за протеините, складирањето на одредени витамини и сега неговата функција кога ќе се оптерети, односно кога ќе се отежни, тогаш ги имаме сите симптоми каде што многу често ние луѓето се жалиме. Значи имаме постојан замор, имаме недоволен фокус или концентрација, проблеми со имунитетот, чести настинки и заболувања, што и дополнително тоа го прави и јетрата односно црниот дроб кога не функционира правилно. Жените кои што се во предменопауза, менопауза, кога самиот црн дроб е детоксициран на некој начин, односно извор на токсини, каде што постојано ние имаме храна која што внесуваме што треба и што не треба, и попатно со здравата храна внесуваме и пестициди и хербициди кои што дополнително го оптеретува и дигестивниот систем, вклучувајќи го и црниот дроб, и на тој начин имаме и вишок на хормони, во случајот со естрогенот, каде што недоволно може да се изметаболизира, односно да се исфрли, бидејќи тука се случуваат и хормоните да се метаболизираат, вклучувајќи го естрогенот, и кога ќе се случи недоволно и отежната функција на црниот дроб, се случува и проблем со хормонален дисбаланс. Значи, се случуваат сите функции во јетрата. И што треба да правиме ние? Да го алкализираме и да го детоксицираме нашиот организам, а е тесно поврзан и со лимфната дренажа. Што значи сето ова? По првиот блок реклами ќе објасниме се детално и преку конкретни примери, за да знаеме сите ние што во одредени моменти да преземеме, ама не во еден ден, еднократно, со една намирница, туку во континуитет да го применуваме тоа. Ќе погледнеме блок реклами, ве поканувам, почитувани гледачи, да не следите до крај, а секако и да се јавите и да поставите прашање.
Со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист од Нутрием, зборуваме за детоксикација на црниот дроб преку исхраната, правилната и избалансирана и се она што таа на почетокот го спомена како важни аспекти и за целиот организам и посебно за црниот дроб. Емилија, имаме веќе гледач на линија, да му дадеме предност за да не го оставаме да чека, па продолжуваме да ја разработиме оваа тема. Добро утро, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Добро утро, поздрав до водителката и до докторката. Ви благодариме. Ова тема баш ме интересира, затоа што јас уште од влада сега сум во години 79, меѓутоа од влада ми се покачуваат стално триглицеридите и холестерол. Јас читам за црниот дроб, имам литература од медицината, дека црниот дроб ги пушта тие мастоти, не зависи од исхраната и така натаму. А зошто ми се покачуваат овие? Од влади венци, да речам, ова се случува и немам објаснување. Пиев артичока и така натаму на природно. Сега ми даде докторката, оти ми беше триглицеридите 3, а холестеролот 8. И ми даде некој јапој. Ама мене одник ми се врти паметот. Не сум добра, вака сум добра ако не пијам. И сега што да правам јас? Одошто се покачуваат овие, јас немам појма. Како што читам, дека џиверо ги пуштат. Како се храните? Еве Емилија прашува. Добро. Имам пари, супер, се да си купам да јадам што сакат. Поќе јадам овошје, постно јадам, не јадам ништо врсно. Сум во години, не можам да јадам се што сакам јас. Благо, многу ретко. Ништо да речам. Ќе каснам леќа, гравче, така натаму, тие работи постни да речам ги јадам. А имам пари да си купам се. Си имам пензија, исто така имам поддршка од моите деца. Со пари, исто така сум доста... Да, веројатно е важно да направите добра комбинација во исхраната, физичката активност, движењето. Ајде, еве сега ќе слушнете препорака и совет што би можеле да преземете. Така, можеби во прашање е генетиката. Со текот на, нели, во постојан пораст се холестеролот. Кај холестеролот посебно, нели, ја има таа генетска. Така, треба да се има во предвид генетската предиспозиција, меѓутоа, можеме и ние таа генетска предиспозиција, тој синџир да го прекинеме со правилен начин на исхрана, односно, како што на почетокот спомнавме, да го детоксицираме и да го алкализираме нашето тело. И правилно пристапување кон одредени намирници. Значи, кога господјата прави леќа, граф и грашок, не треба да има запршка на самата храна, значи на манџите. Треба тоа да се избегне, каде што дополнително можеби црниот дроб се оптеретува и целокупното тело, целокупниот организам. Значи, многу е важно да направиме, како што напоменав, детоксикацијата, значи постојано прочистување на телото од токсини и неможност за јетрата, нели, да не функционира правилно, односно да се отежни незината работа. Потребно е да го растеретиме сето тоа со детоксикација, тоа значи пиење на вода, течности, внесување на растителни влакна за да го испразниме и дебелото црево и на тој начин да ги исфрлиме токсините од телото, и тоа треба да биде начин на живот, а не само дајте ми детокс 10 дена или 3 дена или еден напиток кој што може да го детоксицира телото. Детоксикацијата е многу важна во текот на целата година. Нема пролетно чистење, нема летно чистење, есенско или во текот на зимскиот период. Во текот на целата година нашето тело треба да биде прочистено, а додека пак алкализацијата подразбира алкално тело наспрема закиселен организам. Често слушаме и за тоа, ајде да го подобјасниме малку. Детоксикацијата со алкализацијата се тесно поврзани. Што подразбира тоа? Ние доколку внесуваме процесирана храна, значи пржена храна, каде што има трансмасти, белото брашно, алкохол, газирани напитоци, простите шеќери, чоколадо и други работи каде што дополнително го оптеретуваат телото, па и го и црниот дроб и целокупното тело, како што кажав, на тој начин се случува атак на организмот и сега се бори со тоа за да може нели да функционира самиот црн дроб. На тој начин ние го закиселуваме нашето тело и имаме развој на хронични незаразни заболувања, што подразбира тоа? Висок крвен притисок, потоа pH вредноста на телото се менува, значи се закиселува, не е алкално нашето тело и тука имаме проблем. Па дали се физички, психички, нели секако оптеретувања,
па дури и здравствени, вклучувајќи го дијабетот, високиот крвен притисок, па и канцерот. Значи ние треба алкално телото да го постојано да го одржуваме за да го балансираме, за да имаме здрав начин на живот. А детоксикацијата е повремено, може да биде, каде што ние во текот на целата година нели правиме детоксикација, а повремено ја одржуваме, може од време на време малку па и поинтензивно. ригорозно некогаш да биде во зависност од телото, организмот и зависи од здравствената состојба. Не може ние да имаме ригорозни детокс програми и многу често се љутам на моите клиенти што за 3 дена и за 5 дена ништо не може да се направи, може само поголем проблем да се направи. Кога имаме оптеретување на телото, вклучувајќи јетрата, односно црниот дроб, имаме оптеретување на целото тело, како што е психолошки, како што е оптеретувањето на срцето, на крвните сатови, затоа што таа не работи, не функционира правилно и тука се случува, ајде како да го кажам, тоа е еден зачаран круг. И сега ние изворот главниот треба да го прекинеме, односно да внесеме све што треба со цел да го алкализираме и детоксицираме нашето тело. А што подразбира тоа? Треба да внесуваме храна која што е богата и со растителни влакна за да го прочистиме од токсините, да внесуваме витамини и минерали кои што се неопходни за правилно функционирање на нашето тело, па и хормоналниот баланс да го одржиме како што треба и едноставно за да го одржиме нашето кардиоваскуларно здравје. Многу често кога е самата јетра оптеретена или црниот дроб, тогаш се случува и проблеми со крвотокот, односно и задршка на вода и на течности, бидејќи како и другите органи, како што се бубрезите, кожата, белите дробови, така и црниот дроб представува систем за лимфна дренажа, односно изфрлање на токсините и останатите органи како екскреторен систем. Кога ние внесуваме храна, на некој начин тој отпад мора да биде изфрлен надвор, а внатре во организмот се случуваат и сложените процеси, па и ова е сложен процес да се изфрлат токсините, потпомагајќи го оној лимфен систем. А лимфниот систем во нашето тело. И тука е токму поврзаноста, во црниот дроб се филтрираат, така, а потоа тие токсини преку лимфниот систем некако се транспортираат и се вадат надвор, така? Јас тоа најчесто го правам паралела со комунален отпад. Кога дома цевките, водоводот, нели водоводните или одводните цевки се запушени од насобирање на храна, отпадоци, така, од масноти и сето тоа. И има одреден период каде што не функционира и треба да се викне мајстор. Епа истото се случува и со нашето тело и со нашиот организам, односно со црниот дроб. На тој начин ние треба кога цевките ќе се затворат, веднаш реагираме и правиме нешто. Да, ама за организмот за да не дојде до таква ситуација, значи ние треба да ги избегнеме сите овие работи кои што може да отежнат функцијата на црниот дроб, застој да направат на лимфата, значи тогаш е веќе сериозен проблем. На тој начин треба да внесуваме храна која што ќе го растерети и дигестивниот систем и лимфата, за да може нели да функционира како што треба. Бидејќи кога е оптеретена лимфата, тогаш се случуваат отоци, задршка на вода и течности, а храната може многу да помогне во сето тоа. Значи, за да го обезмастиме нашето тело, нели, треба да внесуваме храна која што содржи масти, меѓутоа оние масти кои што се корисни, кои што се добри и за мозокот и не го оптеретуваат нашето целокупно здравје. Да внесуваме витамини и минерали кои што ни се неопходни за правилно да функционираме во текот на целиот ден и живот. Не треба да имаме еден ден внесна храна која што е погодна за нашето тело да ни даде енергија. Од еден ден ништо нема да направиме, нема да видиме ни енергијата. Меѓутоа на долг рок навистина ќе помогне во целокупното здравје на сите органи. Бидејќи секој орган е задолжен за нешто. Одредена функција. Така, за одредена функција, а па црниот дроб буквално за се е задолжен. И зошто ние да го оптеретиме нашето тело и нашиот црн дроб, кога можеме да дадеме храна која што навистина поволно ќе влијае и ќе ни даде на некој начин
долговечност. Така, што му штети, а што му оди во прилог на црниот? Така, газираните напитоци и храната процесирана, тоа му штети, меѓутоа треба да се има во предвид за оние луѓе кои што имаат и одредена терапија и суплементи кои што пијат, каде што дополнително ја оттежнуваат функцијата на црниот дроб, па на тој начин да, треба да се внесува и дополнително покрај правилниот начин на исхрана, да се избегне процесираната храна, запржената храна, да не се оди со масно или свинско месо, црвеното месо, кое што навистина може би е потешко за да се метаболизира во црниот дроб. Треба да се растерети нашето тело, а тоа може да биде многу лесно и едноставно, иако на многумина може би тој чекор процес е комфорна зона, меѓутоа може многу да помогне за да го балансираме телото. Тоа се житариците, например овесот, пченицата, кускус, просото, хејдата, тоа се житарици кои што навистина се многу ефикасни и добри да ги внесеме, иако има предрасуди луѓето за да ги внесат, зашто јас сваков тип на храна да внесувам не е од наше подрачје или храна за папагали, меѓутоа навистина е многу ефикасно бидејќи имаат и растителни влакна, имаат витамини и минерали, добри пребиотски, пробиотски култури каде што се исто добри за дигестивниот систем, па да направиме една убава салата од житарица која што е вклучена житарицата, па со кефир или јогурт или па овошје, имаме еден оброк кој што е потполн, го прочистува нашиот организам и внесуваме пробиотици и пребиотици. Кога ги споменуваме, пробиотици и пребиотици, така, за пробиотиците веќе долги години наназад зборуваме колку се важни и значајни. Така, што се пребиотиците? Кога луѓето пијат одредена терапија да се внесува пробиотик, нели киселото млеко, кефирот, младите сирења и слично, меѓутоа пребиотиците се основа за пробиотици и едно со друго доаѓаат, тоа се еден вид на растителни влакна кои што еден без друг не може, ти се надополнуваат, ти се во овие вторите како поддршка им се на овие добри бактерии. На добрите бактерии, бидејќи е тесно поврзано пробиотиците и пребиотиците со микробиомот, кога имаме ние здрав микробиом, каде што оние бактерии кои што не се корисни, тие се во поддршка за да ги исфрлат вишокот на токсини и се во синергија и добро помагаат за борба и за имунитетот, бидејќи кога ќе падне имунитетот, па кога ќе имаме диареја, па или потешкоти со дигестивниот систем, па овие пробиотски култури и пребиотиците и тоа како се ефикасни. Дури оние луѓе кои што пијат многу лекови се важни за одржување на микрофлората во самиот желудник, бидејќи храната ние ја џвакаме, оди во желудникот, во цревата, па се транспортира, па и во црниот дроб, низ крвотокот, и таа функција бидејќи постојано се случува, ние постојано нешто конзумираме, јадеме, пиеме течности, но важно е и тоа како се да го избалансираме за да не го оптеретиме. Бидејќи па ќе се појави замастен црн дроб на крајот, така од внесувањето на сето, кое што е многу честа состојба. Многу често, па првиот показател на замастување на јетрото дека нешто се случува и дека се вклучува алармот. Тоа можам да кажем дека и црвен аларм. Зошто? Затоа што ние не треба да дозволиме нашиот црн дроб да биде замастен. Многу често се случува и кај младата популација, и кај децата во пубертет, во раст и во развој да имаат замастена јетра, вредностите да се високи, затоа што децата се спортски активни, имаат физичка активност, меѓутоа храната што ја конзумираат навистина е сериозно и вишокот на килограми и дебелината како пандемија, нели што не засега сите и за тоа многу често зборуваме, меѓутоа зошто и младите, а зошто и сите да имаме ние оптеретен систем, бидејќи многу влијае и врз психофизичкото здравје, затоа што тој замор што го споменавме, затоа што тие симптоми што ги споменавме и падот на имунитетот е тесно поврзана со самиот организам кој што е оптеретен, односно црниот дроб. Така. Само сакам малку да се вратам на она на почеток и јавувањето на гледачката, кога рече дека константно, постојано има покачени триглицериди и холестерол. Може ли преку план на исхрана, наменски направен, велиме индивидуално,
да постигне и да смени нешто, бидејќи терапијата ја прима, таа и понатаму ќе продолжи нели да се користи, меѓутоа колку начинот на исхрана и врз основа на оние лабораториски анализи кои што ги има, може да се направи нешто и да се постигне. Така, да, многу Бидејќи е вели, важен. го јадам ова, го јадам она, внимавам, ама едноставно нешто Многу е не се важен менува тука. начинот на исхрана и секогаш советувам. Значи 3 главни оброци, 2 ужинки, да се знае кога ќе биде појадокот, кога ќе биде ужинката, кога ручек, кога вечера, до кога ќе се заврши. Дополнително, значи самата суплементација, терапијата што ја прима дополнително ја отежнува функцијата на црниот дроб. Меѓутоа, кога е на долг рок начинот на исхрана, има бенефит и подобрување на сите овие параметри, ама треба да се согледа нели и другите, целокупната анамнеза. Дали се во прашање и друга терапија и секогаш кога ќе отидете на лекар, кога ќе отидат луѓето на лекар, секогаш припишуваат хигиено диететски режим на исхрана. Тоа подразбира не само храна, не само оброците на 5 часа временско растојание, кога да биде ужинката и кога пиењето вода. И многу често ги советувам, значи после појадокот нека остане време пауза од 1 час, 1,5 час, па потоа да се пие вода и водата да биде оплеменета со состојки што најчесто ги препорачувам. На крајот од разговорот ќе напоменам што може да помогне во изфрлање на вишокот на вода, течности и растеретување на црниот дроб. Значи и водата е многу важна во текот на денот. Дополнително може да помогнат чаеви, тоа се чајот од маточина, чајот од нане, а исто така од чајот од лист и цвет од магарешки трн ефикасно ја подобрува функцијата на црниот дроб, бидејќи на тој начин се филтрираат, се изфрлаат вишокот на токсини од телото и го подобруваат и кардиоваскуларното здравје, бидејќи кога е прочистен црниот дроб, тогаш и може да се намали и високиот крвен притисок, па дури и да се намалат и единиците на холестеролот, на триглицеридите. Предпоставувам покриеноста со терапија, да, од лекар мора да се почитува, меѓутоа дополнително помош ние наоѓаме во природата. Магаришкиот трн, така се тоа суплементи на природна база секогаш за црниот дроб кога се силимаринот е препорака како суплемент. Меѓутоа ние силимаринот го имаме во природна варијанта како чај во текот на денот може да се пие. Меѓутоа овој чај е без контраиндикација, но одредена група на чаеви кај одредени луѓе кои што пијат терапија може да се случи за анксиозност, за висок крвен притисок, терапија за други здравствени состојби, треба внимателно да се консултираат со нутриционист или фармацевт за одреден тип на природни лекови, односно од природата, односно чаевите, бидејќи не секој чај може со одредени лекови да бидат компатибилни. Тука ќе нема да разграничувам кои чаеви се, да не бидам погрешно сватена, меѓутоа во консултација со лекар дали одреден чај може да се пие, меѓутоа овој чај може да го пијат сите и нема контраиндикација, напротив, многу ќе помогне чајот од црн лист и цвет од магарешки трн. Дури и маточината ќе благопријатно ќе делува на целокупното тело. Бидејќи и лимфниот систем е многу важен, бидејќи ќе подобјасниме за лимфниот систем, само да го слушнеме гледачот кој што веќе е на линија. Добро утро, повелете. Добро утро и убав ден ви посакувам. Ви благодариме. Имам прашање, дали со детоксикација на црниот дроб може да се повлечат метастази на црниот дроб? Не знам колку сум. Така, ве разбравме. Да, убаво ве разбравме. Време е за вториот блок реклами. Ќе останете со нас до крај. Виднаш по рекламите ќе го слушнете и советот од Емилија. По рекламите да го дадеме советот и препораката, Емилија, до гледачката која што се јави, би се фокусирале всушност накратко на исхрана кај онколошките пациенти. Никогаш не треба да се откажеме од ништо. Било која состојба, било кое заболување, кое дошло на врата, нели се бориме храбро за да
направиме све што треба, меѓутоа за гледачката што се јави, може да ги запише во режија да ги запишат незините податоци телефонот, може да ме побара да направиме соодветен протокол и препораки за исхрана што треба да конзумира, бидејќи ова е малку по-осетлива тема и нормално треба да ги имам сите аспекти за да може да направиме соодветен режим на исхрана, меѓутоа генерално ќе препорачам како за останатите, па така и за ова господја Борец, нели, дека куркумата и козјата сурутка се секогаш добродојдени, бидејќи козјата сурутка знаеме дека има голема исцелителна мок во прочистување на црниот дроб, така да куркума четвртина лажичка во 200 мл козја сурутка може да биде благодет од сабајле и навечер да се конзумира. Храна која што е богата со антиоксиданси. Тука особено е многу важна храната со антиоксиданси за да може да и пркоси на сите оние нели предизвици кои што се соочуваат сите, па и ние за да спречиме одредени состојби за болување, како и за мастување. Постојано треба да се детоксицира јетрата и никогаш ништо нема да изгубиме, да потпомогнеме нели колку што може со храна која што е високо антиоксидантна, а тоа се никогаш и како поддршка со суплементација со антиоксиданси. Доколку е неопходна, бидејќи е малку сензитивна оваа тема за јетрата, бидејќи тука се случува во таа лабораторија и неопходно е секогаш да се консултира лекар и за одреден суплемент, дали може тој суплемент одредена група на луѓе кои што има и автоимуно заболување на јетрата, дали може во секој случај. А на природна варијанта, во природна фаза со храната, секогаш може. Треба да изобилува храната со свежи ензими, да не е термички обработена, колку што може, нели да бидеме по медитерански начин на исхрана, така ориентирани, каде што супата и чорбите секогаш ги препорачувам, не само кога сме болни, кога имаме 37,5 температура, нели таа пилешка супа или супа од зеленчуци, и ова ќе биде добро супата за да внесеме и електролити во телото, па и на некој начин да ги isfрлиме вишокот на водотечности, па и да дадеме енергија и фокус. Исто така, балансот во храната, водата и течностите, дури и сонот е многу важен, за да може да одржуваме правилен лимфен систем. Значи со правилна исхрана, избалансирана, доволен внес на течности односно вода, физичка активност, можеме да го постигнеме тоа. Значи тоа е нешто што баш буквално секојдневно треба да го применуваме, така? Буквално секојдневно треба на дол крок. Не може за 15 дена, за 1 месец, за 15 дена организмот ќе се навикне на ваквиот тип на исхрана и треба понатака да продолжиме, бидејќи не секој организам, не секое тело може да се прилагоди за 3 дена да го прифати начинот и протоколот од нутриционистот. Значи тука има одредени фактори кои што нели самиот човек пристапува и самиот нутриционист кон одредена здравствена анамнеза. Првите 3 дена јас велам се прилагодени помеѓу клиентот и нутриционистот, нели да се види менито и протоколот на исхрана, потоа да го одржува темпото, да се види каде и како, колку нели што треба да се менува за тој начин на живот да биде без стрес, затоа што не секој режим на исхрана може секој да го прифати, меѓутоа зошто да не може. Имаме 3 оброци, секогаш нели треба да јадеме 3 оброци со ужинки, па одредена храна која што ќе помогне, ќе ни даде мирен сон, што е многу важно да спиеме, нели и физичката активност, затоа што и сонот и физичката активност се многу важни за лимфниот систем. Срцето, нели, како пумпа крвотокот, нели, вените и вените и капиларите, меѓутоа лимфниот систем е како мрежа во нашето тело, прозирна, нема боја. А со тоа што лимфниот систем е со бели крвни зрнца и протеини. И сега тој се распоредува во нашето тело насекаде, нели, кога ние ќе се разболиме, ги имаме крајниците, кај препоните, нели, како лимфни
лимфни јазли, меѓутоа кога имаме застој на лимфата, кога не се храниме правилно, тука имаме оток на лимфните јазли или чворови, па имаме настинка, па отоци на нозете и тука ни е потребна да имаме лимфна дренажа и многу често. Ама не мислиме на она како третман или масажа, туку лимфна дренажа преку правилен Така, начин многу често лимфната и стил дренажа на ја живот. споредуваат со терапиите што ги прават, нели, многу. Меѓутоа лимфната дренажа се случува внатре во телото и со таа храна што ја внесуваме, која што храна е алкална храна што ќе го детоксицира нашето тело, па и јетрата, па правилно ќе функционираат бубрезите, срцето, па и мозокот и лимфниот систем е навистина се движи по еднонасочна улица, за разлика од срцето кое што пумпа или низ крвотокот. Тоа е како низ една улица, со себе ги носи непотребните материи и ги исфрли. Кога ќе се случи застој, тука имаме проблем. Значи се појавуваат отоци на нозете, се појавуваат различни лимфоедем може да се појави каде што вибрира, па некогаш е болен, па дури па и целулитот ќе го споменам кај многу луѓе, тука е буквално застојот на лимфата и влијае и на сонот. Бидејќи лимфниот систем како дренажен систем, тој функционира и ние кога спиеме. Па затоа кога ќе станеме наутро, многу е важно па и да го нашето тело да го размрдаме условно кажано, нели, да стоиме на пети, на прсти, правилно дишење, техника на дишење, зашто кога велиме физичката активност е важна, па важна е за лимфниот систем, бидејќи таа се раководи со контракција на мускулите, па со внесувањето на водата, храна и течности, па дури и со правилниот сон. Кога ние правилно спиеме, па дури и за лимфниот систем и е неопходно па да спиеме на страна, бидејќи на тој начин имаме и правилна лимфна дренажа со физичката активност, нели како што напоменав, со вежби правење, со тапкање на клучната коска, пети, прсти, па дури некогаш кога луѓето подолго време стојат, па кога имаме отоци на нозете, неопходно е да ги одмориме 10 на 15 минути во висина на срцето, па и дури и топ млака и ладна вода, нели да направиме шокови со млас вода на нозете и на телото и на тој начин помага за лимфниот систем. И се преку храната и физичката активност и сонот е за целокупното здравје на нашето тело. Така, буквално за секој орган во телото. Конкретно рековме, нели, црниот дроб, детоксикацијата, ама на тој начин така ќе правиме добро за целиот организам. Така. Да. Благодарам, Емилија, за гостувањето. Со задоволство. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам да имате убав и пријатен ден.